Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19 вечерва гледаме. 5 пациенти кои се на лекување надвор од државата се уште во критична состојба. Во македонските болници состојбата засега стабилна. Владата апелира на воздржаност. Студентите го откажаа утрешниот протест, не сакаат да бидат политички злоупотребени. ЗЕЛС и општините се вклучуваат во иницијативата за безбедни јавни објекти, контроли и санкции. Од утре почнува исплатата на итната парична помош од 150.000 денари за секое семејство кое на кој било начин е зафатено со несреќата во Кочани. Папата се врати во Ватикан. За прв пат по 5 недели им се обрати на верниците. Каква помош им е потребна на семејствата на загинатите и на повредените? Дали медицински тимови за психолошка поддршка можат да помогнат за травмите и последиците? Како се помогне на владите да им се помогне да се вратат во нормалниот начин на живење? Психолошките последици од големата трагедија во тема на денот гостин Славица Арсова, директорка на клиниката за психијатрија. Останете овде, почнуваме веднаш. Состојбата на 5 милиона повредени кои се на лекување во странство е се уште критична. За останатите пациенти попладнево имаше пресек на Министерството за здравство. Министерот најави и посебни протоколи според кои ќе бидат третирани пациентите кои ќе бидат вратени на лекување во Македонија. Во критична состојба се 5 милиона повредени кои беа испратени на лекување во странство по трагедијата во клубот во Кочани. Министерот за здравство информираше дека останатите 110 од вкупно 115 пациенти кои се надвор од државата се релативно стабилни. Се подобрува состојбата и на 55 пациенти хоспитализирани во македонските болници и клиники, а утре на домашно лекување ќе бидат пуштени 9 милиона од нив. Во, да речам така, критична состојба продолжуваат да бидат околу 5 пациенти. Нормално флуктуира состојбата на пациентите. Генерално очекуваме и се надеваме 7 дене 0 починати. Нема ни еден од пациентите што ги испративме што има летален исход. Се надеваме така и да продолжи овие што се во критична состојба, нивната состојба да се подобрува во следните денови и да кажуваме само добри вести. 5 покритични, потешки пациенти се надвор од државата. Во кои центри? Па сега да не спомнам, истите, некаде нешто се подобрува, некаде се влошува состојбата, меѓутоа само неколку пациенти се, така да речем, покритични, кај што животот може да биде загрозен на пациентите. Критични пациенти има и во Србија, на Војно-медицинската академија и во Универзитетскиот клинички центар, каде меѓу првите беа згрижени тешко повредени во дискотеката во Кочани. Директорот на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија при УКЦ Србија информираше дека кај нив има 17 од повредените, кои се од 17 до 35 години, а повеќето на 20 годишна возраст. Се пациенти кои су на механичкој вентилација су животно угрожени, а могу бити и остали у зависности од лечење. Инфекција е една од компликација која се може, наравно и најчешće јавља код пациjenata sa опекотинским ранама, која може животно да угрози njih, а и многи други, да не набрајам сада. Имам и добре вести, неколико пациjenata ќе бити вероватно могуќе превести на оделјење, јер njihova дисајна функција се oporavlja успешно, а опекотински ране су такве да не захтевају боравак у единици интензивног лечења. На клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, каде на лекување се 10 пациенти, на 6 од нив веќе им е направена трансплантација на кожа. Заради тоа што тие пациенти беа со највисок степен на изгореници од 3 степен, кај останатите пациенти продолжуваат редовните преврски и веќе во наредната недела, според овие планови кои што ги имаме за сега, иако морам да повторам дека ситуацијата е многу флуидна, може да се смени од час во час, се планираат првите испусти, односно првите испишувања дома. Првите 5 од пациентите кои беа испратени на лекување во странство и се во подобрена состојба, се очекува да бидат вратени во Македонија кон крајот на неделата. Минимум 72 часа за пациентите кои што се враќаат во државата.
значи да бидат најавени од болниците. Практично очекуваме среда или четврток првите пациенти да се враќаат. Бројките, ви кажувам, секој ден добиваме се подобри вести од нашите пациенти кои што се лекуваат надвор, меѓутоа мора да кажам дека повторно да бидеме внимателни, бидејќи знаат состојбите и да флуктуираат кај некои пациенти, така да се надевам дека четврток, петок веќе ќе ги имаме првите пациенти кои што ќе бидат примени повторно на нашите клиники тука во Скопје. Министерот за здравство најави и посебни протоколи според кои ќе бидат третирани пациентите кои ќе бидат вратени на лекување во Македонија. Стерилни амбулантни возила, но и посебни оддели и формирање на тимови од повеќе специјалности кои ќе се грижат за нив, бидејќи постои ризик од развивање на инфекции. Александар Динев, Сител телевизија. Од утре почнува исплатата на итната и првична помош од 150.000 денари за секое семејство на кое било начиње зафатено со несреќата во Кочани. Од владата и понатаму сапел семејствата на оние кои се лекуваат надвор да ги контактираат владините тимови и дипломатско-конзуларните представништва за каква и да е потреба или трошок. Владата на Северна Македонија презеде итни мерки за да обезбеди целосна поддршка на сите погодени од оваа трагедија. Покрај оние кои се лекуваат во нашите болници, досега 116 пациенти се лекуваат во странски болници и ги придружуваат 188 членови на семејствата, а сите трошоци ги покрива државата. Државата ги покрива сите трошоци кои вклучуваат патување, сместување и нивните дневни потреби. Исто така, за секој погоден од оваа трагедија, Црвениот крст не информираше дека ќе им додели парични средства на семејствата од 150.000 денари, а распределбата ќе започне од утре, односно понеделник. ЗЕЛС за утре најави координативен состанок од кој општините треба да се вклучат активно во контролите на јавните објекти, но и на колективните стамбени објекти. Дел од општините, особено во Скопје, веќе ги извадија своите инспектори на терен. Координирани вонредни контроли на општинските инспектори во сите единици на локалната самоуправа по страотната несреќа во Кочани, најавува председателот на ЗЕЛС Орце Ѓорѓиевски. Утре на состанок општинските власти ќе прават проценка кому му фалат инспектори за на терен, за да бидат преземени од друга општина, која веќе завршила со контролите. Ќе се прави контрола на градинки, училишта, спортски објекти, културни домови и угостителски објекти. Посебен акцент во проверките ќе добијат местата каде што се собираат деца и млади. Ќе се контролираат и стамбените згради, особено по старите, каде што целосно се запоставени хидранските системи. Се внимава на се, бидејќи не смее да се пропушти ништо. Се внимава дали објектите имаат исправна противпожарна опрема и функционални противпожарни хидранти, дали електричните инсталации се безбедни и соодветно одржувани, постојат ли јасно обележани и функционални евакуациони патеки и планови, како и дали се поседуваат сите потребни документи и безбедносни елаборати. Ваквите контроли ќе бидат спроведувани во секоја општина и веќе гледаме дека многу градоначалници низ земјата ги мобилизираат целосно своите служби по истиот пример. Јасно ставаме до знаење, ќе има нулта толеранција за евентуалните неправилности. Објектите кои не се безбедни ќе добијат налози за итно отстранување на недостатоците, а доколку е потребно и привремено ќе се затворат додека тие недостатоци не се исправат. Ѓорѓиевски побари граѓаните да укажуваат на неправилности. Првичните проверки во неговата општина покажала дека градинките и училиштата се безбедни. Во сите градинки, училишта, конкретно во мојата општина и спортски сали се извршени проверки, тука го вклучувам и Домот за култура, во мојата општина каде што нема утврдено аномалии, односно се е исправно, започнувајќи од хидранската мрежа, ПП апаратите, она што е пропишано по законите, доволно излези да има и така натаму и така натаму. Ги повикуваме сите наши граѓани. Ако забележат небезбедни услови, пријавете ги слободно. Ако управувате објект каде што се собираат луѓе, почитувајте ги правилата и стандардите. Секој од нас има улога во градењето на побезбедна заедница.
Дел од општините, особено во Скопје, веќе ги извадија своите инспектори на терен. Најпрво се проверуваат документите со кои располагаат угостителските објекти и елаборатите на училиштата. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Продолжуваат и контролите во угостителските објекти, утврдени серија неправилности околу непочитување на 7-дневната жалост, која денеска завршува. Наташа Мерсовска. Уапсени 17 лица кои пуштале музика во 7-дневна жалост. Во Скопје, Прилеп, Охрид и Команово. Не се почитувала владината одлука, пошто лицата се лишени од слобода и ќе одговараат по член 387 од Кривичниот законник, каде се предвидува и затворска казна до 3 години. Меѓу опсените има и 2 малолетни лица, едно во Скопје и едно во Прилеп, информираат од МВР. Музика се пуштало и во 3 гостителски објекти, во Команово, Скопје и Кичево. Истите се затворени, а собствениците и менаџерите приведени, додаваат од МВР. Контролите низ цела територија продолжуваат, а целосни бројки за прекршителите владата ќе соопшти утре. Од страна на сите оние тимови кои што беа составени во насока на контрола на сите лиценци, оние кои што ги посадувале и оние кои што не ги посадувале, се направени малку повеќе во фокус на почитувањето на одлуката која што ја донесе владата во однос на почитувањето на деновите на жалост, од причина што се утврди дека имаме и такви состојби на непочитување. Веќе во понеделник информациите ми говорат дека овие тимови започнуваат со нов координативен состанок на кој што ќе ги превземат сите идни чекори за нови контроли. Се контролираат и фирмите кои вршат превоз на стока и патници. Неправилности Државниот инспекторат за транспорт утврдил кај 11 фирми и 10 физички лица. Меѓу нив е и Durmotours од Гостивар, чиј автобус на 13 февруари 2019 поради недозволена брзина и неисправност излета од патот кај село Ласкарци. Животот го загубија 16 лица, а 38 патници завршија со тешки телесни повреди. За несреќата бе обвинети 6 лица, кои вкупно добија 39 години затвор. Собственикот на Durmotours доби најблага казна 4 години, а возачот на автобусот највисока 6 години. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Владата и денеска апелира да се избегнува каква била политизација на случајот со цел да истрагата заврши професионално. Студентите пак кои за утре имаа закажано протест пред платотот на Универзитетот Светите Кирил и Методи, кој кажа поради сомнеж дека некој се обидува да ги исполитизира. Откако утрово на социјалните мрежи беше објавено видео за кое сметаат дека ја компрометира нивната иницијатива. Да нема злоупотреба на трагедијата во Кучани за политички цели и да не се дозволи манипулација која ќе доведе до дестабилизација во овие тешки моменти. Апелираат од владата по бурните реакции и најави за собири по повод несреќата. Ја споделуваме загриженоста и разочараноста на граѓаните од нефункционирањето на системот, но во исто време ги вложуваме сите напори тоа да го промениме. Затоа во овој момент апелираме да не се шпекулира со невистини, манипулативни наративи и во ниеден случај не сакаме да се злоупотребува трагичната несреќа во Кочани. Затоа што нашата заложба се потврди со дела и акции. Има опсежна истрага во која се опфатени и приведени 34 лица. И таа се уште не е завршена. Студентите пак го откажаа најавениот собир за утре на платото на УКИМ, откако се појави снимка на социјалните мрежи од млади луѓе кои договараат протести, за кои студентите велат дека партиски ја компрометираат нивната иницијатива. Не мора одма да уđете у блокаду. Значи, тај пленум и тоа организување пленумскog карактера вам служи као корективни фактор да причате о стварима. Значи, наши пленуми су на почеток трајали по 4-5 сата. Независниот студентски сојуз се огорчен и разочаран од политичките влијанија и мешање во нашите честни и искрени намери. Денеска сведочиме за видеоматеријал со кој се потврдува политичката вмешаност. Огромна група на студенти е жртва на обид за манипулација и тоа не сакаме да го дозволиме. Поради тоа нашиот собир закажан за утре во 13 часот пред платото на УКИМ се откажува, додека целосно не ги дистанцираме обидите за политичко влијание. Повторно апелираме партиите да стојат настрана од искрените и честни намери на студентите за нивно организирање, соопшти од Независниот студентски сојуз. Утре во Скопје ќе се одржи протестен марш на иницијативата Кој е следен, која соопшти дека нивната иницијатива нема никаква поврзаност со снимката на социјалните мрежи, ниту пак се вклучени во какви било разговори за формирање на нови студентски организации. Јавно ги осудија сите обиди за партизација на нивната граѓанска иницијатива. Протестниот марш утре ќе започне во 18 часот и 59 минути на плоштадот Македонија.
Тамара Дичевска, Сител телевизија. По Владнево во Кочани исто се одржа марш со молк за трагично загинатите. Маршот помина без обраќање и без транспаренти. Граѓаните поминаа пред дел од институциите и на крајот со 20-минутен молк оддадоа почит. По Владнево со молчење, група граѓани почит оддаде и во градскиот парк во Скопје. Последна почит за загинатите во Кочанската дискотека со 60-минутен молк денеска имаше и во Охрид. Во 12 часот на градскиот плоштад кај црквата Свети Димитрија со палење свеќи и полагање цвеќе младинската и ученичките заедници, заедно со студентските собранија и локалниот младински совет, покажаа заедништво и поддршка на семејствата на загинатите млади во пожарот во дискотеката Пулс. Секоја солза е сведоштво за неправдата на системот кој ја поставува алчноста пред човечност. Ја бараме правдата за изгубените животи, односно тоа се деца наша генерација и мене лично многу ме повреди овај настан. Ние не сме биле свесни за тоа колку дали се ставаме во опасност или не, а сега со ова трагична случка сваќаме дека многу пати кога сме оделе во тие клубови или на концерти, дека сме се ставале во многу голема опасност. Ова е последна шанса, или ќе не биде или нема да не биде. Треба да се свесни дека младите или добиваат виза или добиваат посмртница. Деспина Крлевска, студентка во Солун, вели дека голем број македонци кои живеат и студираат таму присуствувале на вчерашниот собир. Имаше луѓе од Егејска Македонија што имаа потекло, имаше други македонски студенти од другиве институции. Имаше исто поддршка од студенти што беа од Србија, Албанија, Грција, значи исто така беа таму. Исто беа фамилии таму што беа од Македонија, ама преселени таму. Со пораки испишани на транспаренти, граѓаните порачаа дека бараат правда и расчистување на случајот до крај. Санкција за сите кои не го почитуваат законот или го заобиколуваат законот и да еднашка за секојаш да престанеме со имам човек секаде, имам пријателство, имам таа ситуација не доведе до ова. Да се проверат сите објекти кои до денес што се десија, да не се заборават и да не се работи од случај до случај. Општина Охрид пак на седница на Советот која ќе се одржи следната недела ќе одлучува за доделување финансиска помош за семејствата на починатите и за повредените лица во пожарот што се случи во Кочани. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Наред се минутите за темата на денот. Мој вечерашен гостин е доктор Славица Арсова, директор на клиниката за психијатрија. Добро вечер. По она голема трагедија во Кочани се чини дека здравствениот систем во поглед на третирање на пациентите, на повредените, одговори прилично добро и ефикасно и особено оној момент на одлуката да се испратат на лекување надвор од државата голем дел од луѓето. Барем да се надеваме дека ќе спречиме нови трагедии. Но потоа веројатно следува уште еден одговор кој што веројатно треба да го даде здравствениот систем, за кој што многумина веќе зборуваат, а тоа е како луѓето да се справат психолошки со ова травма. Морам да кажам дека ова е травма која што веќе неколку пати кажав, е колективна травма. Имено зафаќа голем дел од населението, односно ја зафаќа целата наша држава. Со должна почит кон оние граѓани кои што изгубија најблиски, односно најголемиот дел од тие деца, односно кои што ги изгубија своите деца и нивните блиски членови од семејството. Но во велам колективна, бидејќи зафатен на вистина голем дел од населението, со оваа травма, со овој екстремно силен травматски настан. При екстремно силен травматски настан очекувано е да има и одредени психолошки реакции, односно да првично самите тие кои што се најмногу засегнати, но и сите ние влеземе во една, како да ја наречам, колективна травматска состојба. Тоа се случува во текот на овие 7 дена, ќе продолжи понатаму, но со тоа да морам да напоменам, неколку пати го кажувам, да не се психијатризира населението, поточно да не го правиме населението дека ни е болно. Односно, ова е истравматизирано и сите сме истравматизирани,
вклучувајќи ги и оние луѓе кои што се соочиле со губиток на близок член од семејството, или кои што се соочуваат сега активно со нивни членови од семејството кои што се лекуваат во земјава или во странство и кои што се нормално загрижени за нивната добросостојба. Кога велам да не се психиатризира, мислам на тоа дека психијатрот е тој кој што одлучува, кој прави триажа, и ние веќе го направивме тоа, и убаво кажавте дека здравствениот систем кај нас навистина многу брзо се организираше, и не само во однос на лекување на телесните повреди, туку и во однос на лекување на душата, односно психолошките реакции на луѓето, така да ние веднаш и во неделата и во понеделникот формиравме еден тим за кризни интервенции, кој што се состои од 10 психијатри и 4 психолози од нашата клиника. На кој начин функционира? Што на терен се оди се оди на терен, не. Тоа не смееме да го правиме, да им одиме на луѓето дома и да ние ги лечиме со сила. Туку едноставно со давање на јасни точни информации дека ние сме таму, да го поддржиме тој нивни постоечкиот систем, имаат психијатри, имаат психолози, имаат педагози и психолози по училиштата кои што треба да работат со здравото население, социјалните работници исто така, а психијатрите од клиника се таму за да го поддржат тој систем и евентуално да направат триажа доколку на некој од луѓето му треба малку поинтензивна или уште поинтензивна, да речеме, психијатриско-психолошка интервенција. Во однос на оние кои што се на клиника, кои што се сместени по универзитетските клиники и во универзитетската клиника Свети Неум Охридски или како што ја викаат Стара градска, хируршка клиника, конзилијарните прегледи ги правиме ние, односно клиниката ги координира и ги ординира, да кажам. Конзилијарните психијатриски прегледи се прават од страна на психијатар и доколку е потребно, тогаш оди и клинички психолог. Доколку има потреба за дополнителни интервенции. Ве прашувам повеќе во контекст на тоа нашето население, кога станува збор за психолошка поддршка, вакви случаи често пати поинако размислува. Но сепак, затоа велам, на кој начин функционира ова ваша поддршка на тимови за кои што велите, дали повеќе у насока на советодавно дека некои луѓе можеби и треба да побараат разговор со стручни лица во поглед на тоа. Може ли да ми објасните кои чувства најчесто се појавуваат после ваква? Тоа е многу важно да го кажеме, да нормализираме акутна реакција на стрес. Односно да кажеме дека разни видови на чувства се очекувани во тек на кај лица кои што се погодени со екстремно силен травматски настан како што е овој и не се ненормални. Односно тие се очекувани и се дел од процесот на исцелување, да го наречем, кој што ќе трае долго време. Од типот на вознемиреност, напнатост, повлекување, емоционално повлекување, знаете да велите дека ништо не чувствувате или јас сум супер, мене ми е одлично. И социјално повлекување, да не сакате да комуницирате со никој, да не сакате да зборувате, да се повлечете потполно од социјалната средина, немир да се јави. Значи да не можете да седите на едно место, несоница, појава на кошмарни соништа, чувство на страв, едноставно ви преплавува чувство на страв, на несигурност и на небезбедност. Особено кога се случува вака голема, да речем, катастрофа, како што е ова, очекувано е да сите луѓе се осеќаат така. За да не се осеќаат така, потребно е да имате јасни и точни информации, тоа што го правите вие, односно медиумите постојано да информираат што се случува секојдневно, на тој начин да се врати довербата во заедницата. Инаку при вакви случувања, при вакви настани, едноставно народот ја губи довербата и во заедницата, односно во општеството, и во институциите кои што функционираат. И како да се помогне во тоа? Да се помогне со давање на точни информации, како што ви кажувам. Информациите кои што се од наша страна се тоа дека ние сме тука за вас, доколку ви треба, побарајте помош. Доколку ви треба конкретна психијатриска помош, постојат психијатри и психолози кои што работат во Општа болница Кочани. Ние соработуваме со нив, сме постојано во координација, одат колеги психијатар и психолог на помош, а исто така во регионот постојат клиничка болница Штип која што има исто така психијатри. Нашата клиника функционира 24/7 и на телефони кои што се отворени линии, бидејќи знаете понекогаш кај луѓето постојат и треба да се работи на тие здрави снаги за опоравување, односно за излекување од оваа колку и да е страшна травматична ситуација. Не мора да значи дека ќе треба да се лечат. На некој од нив ќе им треба малку позасилена
психијатриско-психолошка помош, кај некој ќе треба и фармаколошка, ма не кај сите. Кај некој ќе може би ќе биде доволна само една кратка интервенција по телефон. Кога сме кај кадарот, има ли доволно кадар, да речеме, таков кадар, да речеме, во тој регион, кај вас на клиниката, за кој може соодветно да одговори? Кај нас на клиниката има доволно кадар, имаме доволно обучени психијатри, имаме 8 психолози, имаме голем дел од психијатри, имаме социјални работници и други соработници. Во регион, најдобро би било да психијатриско-психолошката помош биде на ниво на регион, што значи во природната животна средина каде што се наоѓаат луѓето. А доколку не можат во Кочани, тогаш тоа е Штип. Доколку е потребно, тогаш тука и Скопје. Но најдобро би било да биде таму каде што човекот живее, односно во неговата природна животна средина. Доколку немаат потреба од некаква јасна психијатриско-психолошка тераписка интервенција, тогаш тука би требало и се мобилизирани веќе психолошко-педагошките служби, кои што би требало да работат на терен, односно во училиштата, во животните средини, кај што бидејќи поголемиот дел од засегнатите се или помали адолесценти или поголеми адолесценти, значи средношколци, основно училиштени, децата и тие ќе имаат одредени потешкоти и студентите исто така. Тоа сега да прашам во поглед со оглед на тоа дека директно засегнат има голем дел млади. На една од причините е што нивни соученици, врсници се директни жртви на оваа голема трагедија, блиски роднини пријатели. Можат ли родителите по некаков совет да препознаат кај младите опасност од некаква последица травматска од ова и како да го тоа препознаат? Да. Со оглед на тоа дека младите веројатно ќе голем дел од нив се храбрат сами себе, можеби нема да сакаат да одбранбено е тоа и тоа е очекувано и тоа е добро до некаде. Значи затоа што доколку би дозволиле понекогаш да ја примат целава оваа тешина на овој травматски настан, тогаш би очекувале да кажеме да постои поголем ризик да им се скршат одбранбените психолошки сили и да влезат во нешто друго. Значи со тоа што викаат одличен сум, добар сум, супер сум или изливи на бес и на лутина се штитат од огромната болка душевна, односно од огромната тага која што може да ги преплави преку ноќ, доколку го дозволат да ја примат целокупната тежина на оваа ситуација која што се случи, односно на оваа трагична ситуација. Во однос на родителите, тука исто морам да напоменам дека посебно внимание да се обрне токму на таа популација. Односно, ние викаме ризична популација. Тоа се деца, млади, родители кои што изгубиле дете, тоа се жени секако и возрастни индивидуи, повозрастни индивидуи. За да биде појасно и пак ќе кажам дека е потребно да знаат дека не се сами, дека не се препуштени сами и дека не е хаос, туку дека постои некој кој што може да им помогне. Тоа не подразбира дека психијатрите треба да одат од куќа на куќа и да ги лечат луѓето, затоа што тоа е неетички, не е тераписки, туку само да знаат дека постојат некој кој што може да им пружи помош и дека во дадената ситуација им е потребна помош, а тоа не е болест. Туку едноставно секој човек кога му се случува трагичен настан има потреба да побара помош. Кога зборуваме за последиците, какви се последици се можни по здравието на луѓето доколку да кажем, сериозно не се свати потребата дека ако има потреба да се побара психолошка помош, да се побара? Не сакам да ги плашам луѓето, да звучам како застрашувачки, да речеме, но повторно сакам да ги охрабрам дека доколку имаат одредени потешкоти. Да, ние тоа би го нарекле ајде покомплицирано тагување. Инаку процесот на тагување нормален и треба да трае, и треба да трае колку што трае. И механизмите на одбрана полека да се враќаат психолошките. Но доколку личноста не може да функционира подолго време, односно да речеме доколку подолго време постои интензивно чувство на страв кое што не преплавува и не ни дава да се грижиме за секојдневните наши потреби, да станеме од сабајле, да се облечеме и да тргнеме во денот, доколку постои пролонгирана и интензивна несоница, која што не прави исто така нефункционален во текот на денот, доколку станува збор за ученици или студенти, доколку не можат да одат на училиште или на факултети да се грижат за своите потреби и академски, но и социјални, значи да се дружат и да комуницираат, туку едноставно се преплавени со некои мисли кои што се застрашувачки или кои што се обесхрабрувачки или чувство на безнајдежност и безсмисленост, тогаш веќе може да се каже дека е едно покомплицирано тагување и дека тогаш тие се индикатори кои што значат дека потребен е третман, малку посериозен третман.
За родителите би требало, односно добро би било да го следат однесувањето на нивните деца. Доколку тоа по еден извесен период почне да отскокнува, да кажем, од нивното вообичаено однесување, како на пример доколку детето кое што претходно било ведро, комуникативно, друштвено дете, наеднаш се повлече од средината, не сака да се дружи, не сака да ги прави оние работи кои што претходно му представувале задоволство и му биле радост, и доколку тоа трае малку подолго, избегнувајќи ги дури и оние секојдневни рутински активности како што е одење во училиште или факултет, родителот би требало тоа да го препознае, да разговара со детето, не да се бега од темата разговор, туку да се разговара како се чувствуваш, дали имаш некакви мисли кои што те оптоваруваат и дали ти е потребна било каква помош. Првата помош се разбира дека секогаш е од тесното социјално обкружување, тоа е семејството, а после и од малку по-широкото, да кажеме, психосоцијално обкружување. Во поглед на тоа, има многу случаи кои што во вакви кризни ситуации, травматични, посегнуваат по користење седативни средства и така натаму. Колку тоа е опасно ако не е по препорака на лекари, кој е вашиот совет во поглед на... Значи, користење на такви средства, како што велите вие, на анксиолитици, односно седативи, или кај нас многу пошироко распространето алкохолот и псевдолечење, да кажеме, со алкохол или некои други супстанции, се разбира дека не, заради тоа што од една мака после се раѓа втора, заради тоа што сите овие кои што ги набројавме, вклучувајќи ги седативите, доколку не се дадени по препорака на доктор, се такви супстанции кои што создаваат зависност. Исто така и алкохолот, и да не спомнувам останатите дроги, така да после од една мака ќе имаме веќе и друга која што ќе треба да ја третираме, и никако тоа да не се прави. Значи, тие се лекови кои што помагаат, но кои што исклучиво треба да се взимаат по препорака на доктор. Пред крајот само, што е преовладувачко во оваа ситуација? Стравот? Како тој да се победи? Например, голем дел од тие млади веројатно ќе имаат утре став да влезат повторно во кафејч, во дискотека. Како да се вратат во нормалниот живот? Малку по малку, чекор по чекор. Тоа не може наеднаш. Никако наеднаш, исклучиво со интензивна психосоцијална поддршка, која што не мора секогаш да биде лечење, туку тоа подразбира враќање кон заедницата. Односно, да, не само разговор со стручни лица, туку разговор меѓу себе. Заради тоа постојат и такви групи за самопомош, за поддршка меѓусебна, за споделување. Значи, никако со изолација. Заради тоа што доколку вие се изолирате, се што се случува околу вас ви делува уште пострашно. Се разбира дека стравот превладува, заради тоа што ситуацијата што се случи е страшна и очекувана човечка реакција е да се плашиме. Односно да имаме чувство на небезбедност и на несигурност. Тоа преку ноќ нема да се случи, да се растрашат, туку постепено, односно да се растрашиме сите, особено младите и децата, постепено и со вклучување, интегрирање во таму кај што припаѓаат. Значи секој со своја генерација, да кажеме, односно со врсниците. Тука голема улога играат, се разбира, родителите, обкружувањето околу нив, училишната средина, во училиштето работат педагози, психолози кои што се обучени, односно кои што сите имаат такви лиценци да препознаваат и одредени потешкоти кај децата на психолошки план и би требало да се бават и со тоа, не само со академскиот успех, и да препознаат и да алармираат, и се разбира поширокото обкружување и тука секако да знаат дека постојат некои кои што се стручни лица, односно тоа се психијатрите и клиничките психолози кои што се задолжени доколку е потребно со третман. Тие разговори претпоставам треба да бидат охрабрувачки. Охрабрувачки се разбира. Се разбира дека ќе бидат охрабрувачки, односно не минимизирачки, дека ова ништо не е страшно, страшно е, но за жал човек се учи да живее со тоа страшното што го поминал. И уште едно прашање кое што за многумина можеби не е до негде соодветно, но во општеството ние имаме институции, да речеме како црквата, свештеници кои што во преи моменти помагаа на некој начин. Можат ли тие да се вклучат во тој контекст на позитивна поддршка на луѓето? Зошто да не можат? Постои цело поглавје о психијатрија кој што се вика психијатрија и религија. Значи луѓето доколку си го наоѓаат својот мир во црквите или во другите установи од тој тип како што се џами и слично, зошто да не? Апсолутно да. И доколку се даваат соодветни пораки, да кажеме, или соодветно
насоки, секако дека може да бидат од корист. Колку очекувате, колку би траел, да речеме, овој процес? Долго. Од најмалку 6 месеци, година, 2, полека да се реинтегрираат луѓето во нормалното функционирање, односно да се ги обноват силите кои што им се скршени. Зборувам најмногу за она кризно население, односно за тие кои што се најмногу засегнати од овој травматичен настан, се разбира дека тука се сите други ранливи категории на граѓани. Благодарам, се надам дека одговоривме доста од прашањата и дадовме добри совети на луѓето на кои што во овој момент им е потребна вака помош. Ви благодарам на поканата. Мој вечерашен гостин, доктор Слави Царсов. Охридската противпожарна единица предупредува за ризици од пожари во стариот град поради структурата на градбите, но таква опасност постои во централното градско подрачје. Нина Ритоновска. Степенот на загрозеност во стариот дел од градот, културно-историските споменици од непроценливо значење е висок, поради тешко пристапните улици, избиената архитектура, но и паркираните возила. Од територијалната противпожарна единица од Охрид посочуваат дека голема опасност од блоковски пожари и во центарот поради градижната експанзија и тешко пристапните локации и патишта. Најголем проблем е стариот дел на градот, а тоа е таква е конфигурацијата на теренот, меѓутоа и нивото на граѓанската свест е на многу ниско ниво. Имаме паркирани возила кои што стварно ни представуваат голем проблем и не можеме да си ја работиме работата и затоа ова прилика ево ја користам да апелирам да многу да се внимава со паркирањето на возилата. Ради тоа што знаете дека секоја секунда е важна за пожарот, а ние сме спречени стварно од овие возила, значи ни представуваат голем проблем. Дополнителен проблем е нефункционалната внатрешна хидрантска мрежа во колективните стамбени објекти и градби без противпожарни скали за евакуација. Хидрантската мрежа, значи низ Охрид, функционира со прекини и треба една добра реконструкција. Меѓутоа тоа е проблем што се таложи веќе 30 на години, така да треба да почнат службите да го решаваат тој проблем за да може противпожарната служба да реагира навремено и подобро. Од територијалната противпожарна единица од Охрид потенцираат дека секој од нас треба да биде совесен и одговорен, но потребна е поголема едукација на населението, увежбување на плановите за евакуација, давање на совети и препораки. Нина Ритоновска, Сител телевизија.